Почитувани гледачи, добар ден и практично вие добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Денеска имаме емисијата практично ја посветуваме на политички теми и прашања, зборуваме за прегрупирањата на политичката сцена, за нови партии, за старо-нови партии. Кога сме ке старо-новите партии, денеска председателката на поранешната партија за економски промени 21, Билјана Јовановска е тука во студиото во Аргумент Плюс, меѓутоа сега партија која се ребрендира и го носи името Десница. Господјо Јовановска, добар ден и благодарам што се озвавте на поканата да гостувате во Аргумент Плюс. Добар ден до вас, добар ден до гледачите. Чест и задоволство е да се биде гостин во било која емисија, во било кој медиум. Јас едноставно обожувам да сум гостин во емисии кај вас во 24 телевизија. Сум повеќе пати гостинка, повеќе како гостинка од аспект на областа на пазар на труд, пензиски фонд, меѓутоа еве сега и како дел од политичката сцена. Така, вие претходно и сигурно јавноста бе памети, знае или барем дел од јавноста, затоа што бевте и директор нели на Агенцијата за вработување, па бевте и директор на Пензискиот фонд, но ќе ве прашам за тие искуства што ги имате сега, настапувате и гостувате како председател на партијата Десница, која што ја ребрендиравте кон крајот на минатата година. Рековме дека таа партија претходна го носеше името Партија за економски промени, не претходна, тоа е уствари истата партија, меѓутоа сега е Десница. Зошто името Десница? Од каде дојдовте на идеја за Десница? Поради вашата методологија и идеологија што ќе ја практикува партијата или од некои други причини? Ние постоиме на политичката сцена веќе еве летово 10 години, како сме регистрирани во Судскиот регистар на политички партии. Станува збор исклучиво за граѓанска партија, која што се финансира со граѓански народни пари. Имаше регистрација, 2 пати по закон пререгистрација, исклучиво од страна на членството и основачите на партијата, без никаква поддршка од било кој субјект, ниту од страна на друга политичка поголема партија, ниту невладини организации не стојат позади нас, ниту пак амбасади или било кои други субјекти. Ние сме самостојни, независни, значи исклучиво самото членство го трасира патот на нашето постоење, на нашите активности, на нашето коалицирање и појавување на и текови на самата политичка сцена. Првично, ние од секогаш во суштина членството е десно ориентирано, не станува збор за екстремна десница, бидејќи сме свесни дека имаме нови предизвици, треба да се движиме напред, треба да се движиме кон европското семејство, но приоритет од секогаш ни биле семејните вредности, приоритет ни е државата, Македонија, македонските граѓани, самиот мајчин македонски јазик. Исто така би сакала да кажам дека стандардот на граѓаните ни е многу важен. Ние стартувавме со името економски промени, бидејќи сметавме дека навистина е време за економски промени и подобар стандард на граѓаните, но сега се појави на политичката сцена, имаме нови моменти каде што членството преку органите на партијата побара ребрендирање, односно промена на името и до израз да дојде нашето делување со цел заштита на идентитетот, заштита на јазикот, заштита на се она што ние го имаме стекнато со векови наназад, со генерации наназад. Што го натера членството на Десница да излезе од коалицијата предводена, нели, од владеачката коалиција, бидејќи веќе неколку години партијата беше дел од таа владеачка коалиција? Бидејќи индиректно некако во ова што го кажувате, дека сега е дојдено времето за малку подесно да се делува, така дека сте приврзаник на тие традиционални вредности, за јазикот, за идентитетските прашања кои што гледаме дека се атакувани нели овој период и со Преспанскиот договор и со овој договор со Бугарија, што е за пријателство и добро соседство. Тоа значи дека тука се прекрши нешто кај вас, мислејќи индиректно дека можеби владеачката партија на таа владеачка коалиција СДСМ недоволно се грижи за овие прашања или се грижела? Следејќи во моментов севкупната политичка состојба, сметам дека секоја одговорна партија, која што е одговорна и пред своето членство и пред граѓаните, треба да ја напушти во моментов владеачката коалиција. Прво затоа што во моментов владеачката
коалиција, владата не се грижи за интересите на македонските граѓани и за Македонија во ниту еден аспект. Исто така би сакала да кажам дека останатите политички партии се свесни дека помалите партии, барем на СДСМ, и служат и послужија само за декор, односно број повеќе пред самите гласачи и пред меѓународниот фактор. Кога ние во 2015 влеговме во коалиција, беа 5-6 политички партии, па после дојдовме до некоја бројка од 30 политички партии кои беа во коалиција. Јас исто така имав и пратенички мандат кој што го остави во 2017 година, значи се откажав од пратеничкиот мандат, бидејќи за десница и за мене како представник на партијата, интересите на граѓаните и на државата се пред партиските интереси и така е, така треба да биде и така ќе биде. Ние склучивме коалициски договор со тогашното раководство, тогашниот председател Зоран Заев и премиер. По доаѓањето на сегашниот председател Ковачевски и премиер, ние почувствувавме дека е време да излеземе од коалиција и од владина коалиција и од партиска. Се прекрши нешто со доаѓањето на Ковачевски за премиер и председател на СДСМ, претпоставувам и премиер, нели, на владата? Така, за тоа што имаше во неколку моменти, условно кажано, сите се сведоци на тоа, дека се покажува дека СДСМ и Ковачевски не ја водат државата. Де факто, во моментов државата ја води ДУИ и ние бевме во коалиција со СДСМ, не склучивме коалициски договор со ДУИ. Така да почувствувавме потреба да излеземе. Воопшто не сме консултирани за битните прашања, односно не се испочитувани нашите ставови и мислења како помали политички партии. Во летото минатата година, каде што ние сите на еден состанок се произнесовме дека не сме за францускиот предлог, добро, се правеа, нели, тие седенки. Добро, и премиерот Ковачевски не беше за францускиот предлог, па као на пресконференција го одби, за после 10 на 15 дена го прифати, наводно е нов предлогот, а коалициските партнери, барем не оние што се надвор од парламент, воопшто ниту беа известени, ниту беа прашани за свој став и за своје мислење, бидејќи претпоставувам му беше јасно дека нашиот став, барем на нас како десница, ставот, тогаш ПЕП-21, ставот ни беше дека сме исклучиво против тој француски предлог, тој протокол кој што ги загрозува интересите на македонските граѓани на Република Македонија. Вака, вие како, нели, носител на таа партија која што беше дел од големата коалиција допред година и нешто можеби, така, неполни 2 години, па некако излегувањето од коалицијата некако кореспондира со она што бевте разрешени во фондот за пензиско осигурување. За некој може и тоа да ви искоментира, ќе речат Јовановска излезе од коалицијата кога беше разрешена од фондот за пензиско, инаку претходно бевте и директор, нели, на агенцијата за вработување, а истата таа позиција сте имали во времето на ВМРО, 2007 до 2010. Јас кажав дека јас се откажав од пратенички мандат во 2017, затоа што сум сметала дека можам да дадам поголем придонес за граѓаните и за институциите кога сум дел од извршната власт. Сега Јовановска сега од ова временска дистанца? За тоа дека сте го откажале, дека сте го вратиле мандатот? Јас го дадов својот максимум. Јас оставив резултати во двете институции, заедно со колегите, со вработените, со административците. Значи, и мојата врата беше секогаш отворена за секоја странка, за сечи проблем. Лоциравме многу проблеми, дадовме многу предлози, почнавме многу проекти кои што се во интерес на граѓаните и јас не се кам за добробитта што сум ја направила и секогаш ќе ја правам во интерес на системот, на државата, на граѓаните. Јас сакам да работам, да покажам резултати и да бидам едноставно корисна во работењето и повеќе не почувствувавте простор дека ќе ви биде даден простор за работа? Еве сега зборувајќи за овие, нели, квалификации што ги наведовте за самата себе, дека сакате да работите, па откако бевте разрешени не ви беше нешто ново понудено, да речеме? Значи едноставно донесовме одлука дека треба да ја напуштиме коалицијата, дека треба со СДСМ, дека треба да ја напуштиме владата. Тоа го донесоа како предлог членовите, како предлог на годишно собрание го дадоа, се остави простор да се направат анализи што коалицијата спроведе од програмските цели и определби на
нашата партија која што редовно ги доставуваше до Социјалдемократскиот сојуз како носител на коалицијата, што сме постигнале и кои се воопшто резултатите што владата ги направи за време на својот мандат кон граѓаните. Ништо. Граѓаните не почувствуваа никаков бенефит. Освен тоа што се нижеа кризи една по друга. Членството во НАТО не го сметате за бенефит? Во ред, членството за НАТО само по себе требаше да донесе спокојство, мир во приватниот сектор, во стопанството, нови инвестиции, нови работни места. Сега за сега не гледаме некои големи резултати, бенефити, освен тоа што имаме обврска, безбедноста, дали сметате дека имал бенефит, речеме? Бенефит е безбедноста, меѓутоа си има и своји обврски. Ние денеска излегува некои огромни суми на финансиски средства кои што се дадени за купување на оружје. Согласно законите и прописите што ги имаме 2% од буџетот на одбраната треба нели да се издвојуваат тие средства за меѓутоа оној момент што е најважен исто така за граѓаните, економскиот, на тоа поле ние сме катастрофа. Госпоѓа Јовановска, некако ми остави такав впечаток кога рековте влеговте во коалиција со СДСМ, нели, кога беше председател и премиер Зоран Заев, кога дојде Ковачевски, некако како да се струшиле не сите ваши очекувања, како да кажам, сите ваши можности, можеби што си ги гледале за да можете и да работите како што рековте и да функционирате и да придонесувате за граѓаните и за државата. Дали контактирате со Заев? Ние како политичка партија контактираме со сите политички субјекти, имаме коректен однос. Во суштина сите политички партии, сите политички лидери, функционери, пратеници имаат мандат од граѓаните, всушност тоа е волјата на граѓаните, ние ги почитуваме граѓаните. И се разбира, контактираме со сите и битката, односно идеите, програмите, проектите, целите и роковите за нивно реализирање, се разбира ќе ги биеме преку нашите програми, дебатни емисии, трибини или што и да е. Настапи си имате право апсолутно. Еве повтор пат ќе ве прашам, дали контактирате со Заев, дали го известивте за одлуката дека сакате да излезете бидејќи сте биле дел од коалицијата кога тој бил председател и премиер? Па не сум го известила, не сум чувствувала потреба, јас во секој случај како на сите политички лидери, така и на него бивши, сегашни и ние ќе имаме меѓу нив со кои што контактираме, си честитаме празник едни на други и имаме човечка и одлична релација, условно кажано. Сепак ние сме била коалиција. За вашите нови за вашите нови политички чекори не сте контактирале, така мислам, не сте го известиле, не сте контактирале, не сте. Па не, во моментов лидер на СДСМ е господинот Ковачевски и премиер, условно кажано формален, на влада е господинот Ковачевски. Не, зборувам дали сте го известиле предходниот премиер и председател на СДСМ, во чие што време вие сте станали дел од коалицијата. Партијата кога ја донесе одлуката, веќе господинот Зоран Заев не беше лидер на Социјалдемократскиот сојуз. На почетокот некаде на емисијата рековте дека никој не треба да биде дел од оваа коалиција владеачка. Што ве охрабри вака да настапите со тој став, затоа што гледате дека еве Павле Трајанов ја напушти коалицијата, има најави и од Достоинство на Стојанче Ангелов, има најави и од Дом на Маја Морачанин. Ако не се исполнат некои услови до јуни и така. Ние напуштивме коалицијата. Условно или безусловно, како беше вашиот потек што го изградивте? Безусловно, значи ние не поставивме услов, едноставно одлучивме дека граѓаните не почувствуваа бенефит од оваа влада, дека во моментот владата е сконцентрирана на 2-3 прашања кои што не се во интерес на државата и во интерес на граѓаните, и ние донесовме одлука да ја напуштиме владата, да ја напуштиме коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Би сакала да кажам дека стандардот на граѓаните веќе не чувствуваме дека е приоритет на оваа влада. Оваа влада во моментот се грижи само за насилно да ги истурка уставните измени, да истурка промена на историјата која што ќе ни го смени, загрози или избрише идентитетот, да ги истурка законите
против кои што се сите, односно експертската јавност, граѓаните, опозицијата, па дури и самата Европска Унија. Зборуваме за проектот за коридорите. И она што исто така во моментов е приоритет на владата е да ја истурка кампањата пред избори, која што е отпочна уште сега, за една година, еден лагоден мандат, да речеме, на оваа влада, затоа што е подпрашалник голем новиот мандат на Социјалдемократскиот сојуз. Колку се условно речено демократски овие двете најголеми партии, да не одам со другите партии, имате искуства и од соработка и со останати две партии, колку се демократски кон условно речено помалите партии што им се во коалиција? Колку споделуваат за одредени проекти големи што се од интерес за државата, што се тешки по однос на финансии, тешки во однос на политики што треба нели да се општат со јавноста. Во овој момент нив им се битни коалиционите партнери кои што имаат пратеници, бидејќи им се потребни пратениците за да изгласаат одредени закони, измени и ред други работи. Политичките партии кои што немаат пратеници, се во коалиција, не се ни предпоставувам консултирани. Уставните, односно измените на изборниот законник за една изборна единица, која што го ветија и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, е патогас колку тие ги ценат и ги почитуваат помалите политички партии, односно колку ги ценат и почитуваат граѓаните и подеднакво ги вреднуваат сите гласови. Дали имало дебата внатре, отворена дебата во партијата, да речем, или во партиите, имало ли отворена дебата, што зборувале кога ќе дошле на тема една изборна единица? Нема проблем дека поддржуваат, но тоа не се реализира. И нема ни да се реализира по сите случувања во моментов. Тој праг кој што го предлага ДУИ, а го прифаќа Социјалдемократскиот сојуз, е невозможен и го нема никаде во светот. И да бидеме реални дека 5% па има некои со 3 нешто дека не е добро. така. Слушнавме денеска една изјава дека ако нема праг, а не треба да има праг, дека ќе учествувале на избори, не знам, невладини организации, не знам, работодавачи, организации на работодавачи, па ќе станело собранието Стопанска комора. На крајот од криштата ние сите исто придонесуваме во државата. Значи, сите плаќаме даноци, сите имаме обврски кон државата и сите ние гласаме. А може би се исплаши од тоа што помалите политички партии со една изборна единица без праг ќе освојат повеќе пратенички мандати и они нема да имаат силата и моќта, особено ДУИ. Предпоставувам тоа е страф еден од мнозинството кое што, односно од самиот состав во собранието. Ќе има пратеници од повеќе политички партии. Всушност тоа е демократија, тоа е парламентарна демократија. Тоа го сакаат граѓаните. Да се случи за живеа тој процес, повторно му се даде една сила со формирање на таа или работна комисија од страна на Министерството за правда, нешто се собираат, зборуваат, дали очекувате дека следните парламентарни избори ќе се дочекаат со нов изборен модел и една изборна единица? Треба да има нов изборен модел, бидејќи моменталниот изборен модел нема никаква логика. Еден пратеник во изборна единица 6 се станува со некаде околу 6000, да речеме и 700 гласа и нешто, сега да не кажувам точни конкретни бројки. А во изборна единица 1 имаме пратеник со дури 12000 гласа. Значи, во различни изборни единици имаме различен број на гласови кои што носат пратенички мандат. Се случува и во една изборна единица да имаме различен број на гласови за пратенички мандат. Имаме партија која што во една изборна единица со 12000 гласови има еден пратеник, а имаме со 14000 гласа друга политичка партија во истата изборна единица има два пратеника. Така, и тука е најголемата борба, бидејќи не е доволно и релевантно застапен граѓанскиот глас. Секој глас треба да вреди подеднакво. И со ваквиот модел, буквално гласовите на помалите политички партии се одлеваат кај поголемите политички партии, условно кажано законско крадење на гласовите на граѓаните кои што не гласале за тие политички партии. И ние остануваме на ставот дека треба да има измени во насока на една изборна единица и без праг. Од што се плашат големите политички партии ако имаат доверба дека направиле и прават добробит за државата, за граѓаните?
ќе ги гласаат во тој случај граѓаните, зошто не дозволат, еве, ние небитни мали политички партии да излеземе на фер избори, па да видиме граѓаните за кого ќе гласаат. И мојот глас, и вашиот глас, и на секој еден граѓанин гласот подеднакво вреди. Не може на едни гласачи да бидат небитни, неважни гласовите и да се прелеат во некоја партија за која што тие ни на сон не би гласали. Еве, дали ви пречи помалку, јас ова ги прашуваме и другите представници на условно речено помалите партии што доаѓаат во емисијата, дали ви пречи што не сте поканети на овие дебати што се прават околу измените на изборниот законник, или барем да бидете поканети како, не знам, еден представник од тие условно речено мали партии кои што не се застапени во парламентот сега? Дали ви пречи што сте малку на страна ставени? Секако дека пречи. Во секој случај, во секоја политичка партија и кај нас во десница има експерти во секоја област. И сите можат да дадат придонес во тие јавни дебати, да даде идеја, да даде предлог. Впрочем, и ние се залагаме за демократија, за демократски избори и секој граѓанин да има свој представник во собранието. Парламентарната демократија нема да пречи никому, само може да придонесе за да немаме вакви ситуации како што имаме сега, кога одредени политички партии, 2-3, носат одлука во име на сите, па некогаш и насилна одлука која што не ја сака мнозинството на граѓани. Она што е важно, ние како десница се заложуваме покрај за промена на изборниот законник и остануваме на ставот дека економијата и стандардот на граѓаните треба да бидат приоритет. Велите, излеговте од владата, излеговте од коалицијата. Како да не излеземе кога не настанаа никакви позитивни промени за граѓаните, за животниот стандард на граѓаните? Зашто зборуваме? Кое ветување е исполнето? Каде е студентскиот град? А што било ветувано, господин Јовановска, бидејќи вие сте малте од самиот почеток на владењето на актуелната коалиција владеачка на власт. Значи, што беше ветувано, дека ќе се направи чудо во државата? Чудо не се случува ништо со тоа што велиме најчесто, односно вели владата, ги покачивме пензиите. Ве молам, кои пензии? За колку пари се покачени пензиите? Значи, пензионерите не можат да се прехранат. 1/3 од пензионерите земаат под 12.000 денари пензија. Што тие пензионери, еве да имаме брачни другари со по 12.000 пензија, што тие ќе направат? Па не можат да се прехранат, трошоците колкави се. Доручек 150 денари, вечера 150 денари, а за каков доручек и вечера зборуваме? Кисело млеко и лепче, јајца и лепче, ручек 5 кумпири 100 денари, 2 стека 300 денари, значи 400 денари ручек. А со ручекот, она другото, или некое овошје, не знам, тоа нема луксус, мислам, тоа е луксус, ова мени сега што го споменавте, тоа е луксус за многу семејства во државава. Треба се напие едно сокче, па да наздрави со едно пиво, живее веќе во 70-та година, треба да ужива во животот. А што е со лековите? Што е со витамините? А оној најболен момент за пензионерите, кој што навистина е многу тешко да се надмини, да се слуша и да се преживее, затоа што сите тие се наши родители, роднини, баби, дедовци. Па имаат од 2 до 4 внучиња. Не може да му купи едно чоколадо, затоа што некогаш било чоколадото 35 денари, сега е веќе 75 денари. Киндер јајце не може да му купи на детето, бидејќи знаеме дека малите деца најмногу се радуваат на тие работи. Или велиме, зголемена е минималната плата на 20.000 денари. 20.000 денари била 9.000 денари. Тоа никој не го спори, дека била 9, дека е сега 20.000 денари. Меѓутоа, колкави биле трошоците кога минималната плата била 9.000 денари, колкави се трошоците сега, и колку изнесува нели таа она семејна кошничка нели што значи, се она што го направи владата, што го исполни, го реализира неговите зголемувањето на функционерските плати. Дали, не знам, се свесни дека еден пензионер цела година треба да зима минимална пензија и тој износ функционерот го зима во еден месец. Па ајде останатите 11 плати, функционерите нека ги донираат и да видиме дали можат да преживеат цела година со таа. Колку што вака ве гледам и од овие тези и од ова изјава кога се ребрендиравте, нели, кога излеговте во јавноста, значи ќе делувате опозиционо. Да. Како најлута опозиција.
Кога повторно ВМРО-ДПМН биве повикало за да бидете дел од коалицијата, дали би се вратиле во тоа јато условно речено? За да коалицирате, пред се вие треба да се пронајдете со останатите политички партии во делот на програмските цели и определби. Значи, ако се согласите дека има приоритети кои што се важни, значајни и се во интерес на македонските граѓани и на Република Македонија, а покрај тоа што ќе бидат дефинирани и роковите за нивна реализација, не го исклучуваме и не исклучуваме можноста за коалицирање со други политички партии. Најдобро би било и за државата и за граѓаните да имаме една изборна единица, значи без праг, каде што сите ние самостојно ќе излеземе на избори. Сакате прво да излезете да се мерите нели колку тежите во јавноста. Мандати, да. Значи сепак граѓаните треба да одлучат со своите гласови од колку политички партии, од кои политички партии сакаат да имаат представници во собранието. И од ова заклучувам, пак ќе речам индиректно, дека не планирате некаков сојуз пред избори, евентуално, значи сакате да се пробате нели на изборите, па после тоа. Ние во моментов работиме на нашите програмски цели определби, значи да ги дефинираме во детали, да ги предвидиме сите моменти, да ги предвидиме роковите за реализација, бидејќи граѓаните тоа го заслужуваат. Животниот стандард и системот кој што треба да им овозможи лагоден живот мора да се подобри. Да се надоврземе на јавната администрација. Колку и да ја критикуваме ние јавната администрација, не е виновна јавната администрација, значи некој дозволил условно кажано таа да не функционира. Ако не функционира, има и одлични стручњаци и административци. Тука тоа се нови моменти и потребни се нови законски измени, нов начин на функционирање. Е многу лесно. Се прави нешто сега да се скастрат тие неколку агенции, тие непродуктивни фирмички, ќе направиме функционална анализа во сите државни институции, ќе предвидиме за 4 години кои профили се потребни на институциите, колку луѓе и ќе ги вработуваме најдобрите студенти кога ќе завршуваат. Предност имаат, нели, просек 10, 9, 8, 7 и други работи. Во тој случај студентите ќе знаат дека ќе се бидат вработени, администрацијата нема да биде партиска, затоа што нема тие по закон ќе се бидат вработени според трудот, знаењето, ниту ќе имаме во тој случај партиска администрација, ниту ќе имаме нефункционална администрација. Но во овој момент нашата јавна администрација заслужува покачување на платите. Зошто ја покачивме минималната плата на 20.000 денари, а најголем дел од административците се испод просечната плата. Значи со високо образование нивните плати се од 23 до 27.000 денари. Добро, еве се наметнува една нова систематизација на платите што требаше да профункционира од оваа година и врз основа на тоа и да се покачат платите, меѓутоа оставено е за наредната година. Вели министерката, во 2009 минималната плата беше толку, сега е толку. Да, во 2009 година и функционерската плата беше 50.000 денари, сега е 150.000 денари. Со најновото покачување од 78%, да. Мислам, не е коректно кон граѓаните ние да бидеме како политичари несериозни и неодговорни, особено во моментов несериозна и неодговорна е владата, бидејќи во моментот воопшто не се ангажира за одредени економски параметри подобрување на животниот стандард на граѓаните. Госпоѓа Јовановска, последниве 5 минути од емисијата, речи сме на крајот. Сакав да ве прашам околу вашите активности, нормално информации што ги имате од вашето директорување и во Агенцијата за вработување. Многу мал период бевте во Фондот за пензиско. Во каква кондиција е Фондот за пензиско? Вие не сте таму веќе неполни 2 години, сепак пак е блиску, да речеме, функционирањето. Значи, треба многу проекти да се завршат и да се реализираат во интерес на граѓаните. Таму имаме граѓани кои што ние како десница се заложуваме прво прагот од 15 години минимум стаж да се симне на 5 години, за да не креираме социјални случаеви од луѓе кои што имаат возраст 62, односно 64-65 години нагоре. Зошто? Затоа што имаме граѓани со 14 години и 8 месеци работен стаж, тие не можат да остварат право на пензија. Ние од нив што правиме? Социјален случај? Значи може да се симне прагот на 5 години минимум, 100 евра 100.
100 евра. Сега има нели таа како се вели државна пензија 100 евра за тие воопшто што немале пензиски. Меѓутоа тоа таму се строги и тешки условите, не треба да има имот на свое име, не треба не знам брачниот другар да зема пензија или да е вработен или други работи. Зошто социјална пензија? Ако него го има западноевропски земји, во Германија 5 години минимум е работен стаж за да оствариш право на пензија. Има уште еден друг момент, тие имаат работни односи од над 15 години, меѓутоа не се платени придонесите. Државата мора да собере сила и храброст и да најде пари, ако има пари за проекти од типот на автопативе кои што реално ни они не знаат колку ќе чинат, а се спомнуваат се споменуваат огромни суми, значи околу 2 милиарди евра, колку што ми се во моментов информациите, мора да најде пари за да ги покрие годините на работен стаж кои што не се платени армија граѓани се од тие што им фали малку денови или месеци до 15 години, она што е сега законска граница за да може да се оствари право на пензија. Има прилично доста, со тоа што не е и нивна вина. Значи, при стечајната постапка на фондот му е доделен имот. Фондот не може да го продаде имот. Државата не го зима имотот, останува на фондот, фондот не може да го впаричи, не може да ги префрли на сметки на граѓаните да им ја исплати пензијата, односно да им даде решение дека го остваруваат правото на пензија. Што се виновни граѓаните што од стечајна маса државен орган земал објект, не може да го продаде. Тогаш објектот да им го дадеме на граѓаните, па нека си го продадат. Ако не може да остварат право на пензија, можеби ќе земат и ова е еден од проблемите, сигурно ги има повеќе. Има многу проблеми и затоа велам ние како десница ќе се заложуваме да се симне прагот на минимум 5 години за да не креираме социјални случаи. Во моментов минималната пензија треба да биде минимум 20.000 денари. Минимум велам 20.000 денари, минимална пензија. И се разбира, не се креира политиката во канцеларија. Викнете ви еден пензионер, двајца, прашајте ги. Нашите пензионери се толку миролюбиви, толку се искрени, толку се добронамерни, честни. Имаме ние пензионерите, ги имаме во прилози, мислам, тие ќе си кажат искрено колку пари им се потребни. А на крајот од криштата, па кај е нивниот социјален живот? Нели тие треба да излезат да отидат некаде на гости, нели треба некој да им дојде на гости. Зошто? Не заслужиле еден викенд или не заслужиле бања од 5 дена, одмор од 5 дена да си приуштат. Господине Ивановска, сакав уште кратко, па сакав и што за Агенцијата за вработување за потребите на пазарот на трудот и како стоиме ние со кадри, блиц одговор. Еве, доискажете се прво за сакала да се надоврзам дека ние како десница исклучиво сме и против уставните измени. Затоа што уставните измени ќе отворат нови проблеми и нови горчливи прашања за македонските граѓани и да за не се примат само бугарите или другите сега што се споменуваат заедници. Изменувањето на историјата значи поништување, менување, губење на идентитетот. А постоењето од 45-та година се плашам дека не е само идеја на бугарите, дека добре дојде, ќе биде таа идеја и за другите соседни земји, меѓутоа мислам дека реално ќе биде добре дојде и за албанскиот политички блок. Искрена сум дека и измените на уставот се иницирани колку од бугарите, толку и од ДУИ, бидејќи нивни представник е министерот за надворешни работи, кој што де факто како добар доктор и добар министер за здравство не требаше да биде министер за надворешни работи. Сметате дека они се малку ги подгрели, учествувале во тоа? Сметам дека промената на уставот не е само со цел и со идеја да се внесат бугарите, кои што ќе отворат нови барања и прашања на бугарите, него дека имаме и други интереси, односно треба да на уставот во суштина ние неколку пати го отвараме секогаш нашите сограѓани албанци имаат придобивки, а на штета на македонските граѓани. Покрај македонскиот народ тие се нели најбројна заедница во општеството. Ние завршуваме тука, така. Ние не можеме како македонски граѓани да се откажеме и не смееме. Но како вела доделувањето право на некому не значи дека го узурпира правото на другиот. Само уште да прашам за сликата на луѓето што бараат работа во Агенцијата за вработување, се почнуваат капитални проекти големи кои што бараат многу вработување. Дали може македонскиот пазар на труд да одговори на таквите потреби, посебно на странските компании? Се зависи од платата.
Секој еден работи за плата, секој еден работи дома да однеса пари за своето семејство. Доколку работните места се добро платени, доколку трудот на работникот се цени, се наградува, условите за работа се добри, ние нема да имаме проблеми со пазарот на труд. Може да се најде, предпоставувам, или со некои вештини на доучување, со преквалификации. И во тој момент треба да се направат измени. Десница предлага паричен надомест да им следува на сите кои што во моментот останале без работа. Не само на оние кои што им престанал договорот на определено или се технолошки вишок. Секој еден придонесува во фондот на Агенцијата за вработување преку придонесот за вработување. Ако мене работникот, односно извинете работодавачот ме малтретира, јас треба по секоја цена да останам на работа или да дадам отказ, да не ми следува никаков паричен надомест додека 2-3 месеци ми се потребни да најдам друго работно место, не. Подеднакво плаќаат сите и на сите треба да им следува паричен надомест. Висината и износот, времето на траење ќе се регулира со закон, но барем минимално право од 2 до 3 месеци им следува на сите невработени лица, односно треба да им следува. И уште еден момент има што е многу интересен, значи, ајде па да оставиме нешто за некој наредно гостување. Нас не е потребна институција која што ќе се грижи за граѓаните и за семејството. Како? Ќе ги следи семејствата, колкави му се месечните приходи на семејството, колкави му се расходите, па да работи со него, да рече да, двете плати не ви стигаат за да ги покриете трошоците. Кажавте убави предлози, еве кажавте за она за што се заложувате како партија, како десница. Билјана Јовановска, благодарам што бевте дел во аргумент, да оставиме нешто и за некој наредно гостување. Благодарам што ме поканивте, со задоволство ќе дојдам и благодарам на гледачите за вниманието. Така, благодарам и вам и на гледачите. Довидување.